А во продолжение го гледаме најновото издание на Визита заедно со мојата драга колешка Билјана Дебарлиева. Биле, повели. Благодарам, Јелена. Добар ден и до тебе и до нашите почитувани гледачи. Ја почнуваме денешната нова Визита и се разбира во неа денеска и нова тема. Повторно ве очекуваме во голем број пред малите екрани за да ја проследите денешната Визита, посебно оние кои што го планираат до прва семејството или пак трудниците кои веќе во овие моменти се во своите домови и она на што најмногу мислате како најдобро да се помине периодот на бременоста. Сите неопходни прегледи, сите неопходни работи кои што треба да се направат, меѓутоа се треба да се помисли и на присуството на инфекции, рано да се откријат, за да можат да се третираат, за да не дозволиме да предизвикаат одредени компликации по здравјето на идната мајка и да предизвикаат компликации за самиот плод. Ова ќе биде денешната тема, зошто се јавуваат, колку се чести, кои се најчестите, зошто треба навреме да бидат откриени и компликациите кои што може да ги предизвикаат истите. Темата за која денеска зборуваме во Визита со докторката што денеска ни доаѓа на Визита, но за тоа многу брзо, затоа останете со нас. Денеска во Визита на оваа тема разговараме со доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, да ги поздравам гледачите на Канал 5 телевизија и да се заблагодарам на поканата да учествувам во вашата емисија, со која со задоволство ја прифатив. Да, ви благодарам за убавите зборови. Доктор Корнелија, бременоста е еден период на, велиме, најубавиот период за жената, но доживува одредени промени и телото се менува. Во склоп на сите тие промени е присуството и на инфекциите. Ќе се задржиме денеска токму на инфекциите во периодот на бременоста. Ја одбревме оваа тема бидејќи е подеднакво важно да се знае и да се откријат навреме, како и сите други редовни прегледи кои што треба да се прават во текот на бременоста. Така. Инфекцијата е практично една непресушна тема на разговори, на истражување кога се работи за бременоста. На моменти тоа е тема која што и не сакајќи може да се избегне, меѓутоа е многу важна. Скрининзите во тек на бременост вклучуваат и скрининзи за постојање на инфекција. Особено се важни гениталните инфекции од аспект на превенција на предвремено породување, затоа што предвременото породување практично представува еден сериозен, не само медицински проблем, туку и социјален проблем, глобален, во светски рамки. За жал, се уште во светот 1 од 10 новороденчиња се раѓа предвремено, што е сериозен социјален проблем. Се трошат многу средства, многу пари за превенција на предвременото породување, за лекување на дечињата со последици од предвремено породување, за третман на мајките со ризик за предвремено породување. Така да многу собири во светот, многу стручни собири се посветени токму на оваа тема, а за жал кај најголем процент од предвременото породување причина за тоа се инфекциите, особено гениталните инфекции. Токму и затоа ја одбравме оваа тема на разговор. Најмногу и ќе се задржиме, иако се многубројни, така и многубројни. Да, и ќе се задржиме на тоа. Зошто е битно да се скринираат, да се откријат пациентките кои што имаат ризикот, односно кои што имаат инфекции, да се превенира, на време да се третира. И така натаму ќе зборуваме за сите оние неопходни, односно прегледи кои што се препорачуваат да се направат во текот на бременост. За да се открие на време, да се третира и најдобро практично да се превенира. Така, се одели по некој редослед, кога да се почне, во кој период од бременоста, почетокот, средината или пред крајот на породувањето? Најдобро и идеално би било секоја жена што планира или девојка која што планира бременост, е најдобро да ги направи сите неопходни прегледи уште пред забременување, вклучително да се земат брисеви за микробиолошко исследување и оние стандардни серолошки испитувања на крв, на урина, меѓутоа тоа и не е секогаш изводливо, затоа што знаеме дека кај многу голем процент од жените и не може да се планира бременоста, често е непланирана, така да токму и поради тоа постојат и соодветни препораки за антенатална грижа, односно за прегледи кои што треба и се препорачува да се спроведат во текот на целата бременост. Во склоп на ова упатство за антенатална грижа, кое што е актуелно и во Република Македонија, и е соодветно прифатено од соодветни здруженија кои што тоа го направили и се базира на докази, односно се работи за медицина базирана на докази. Согласно упатството за антенатална грижа,
Првиот скрининг што жените треба да го направат во текот на бременоста е во првиот триместар, како скрининг за инфекции. Понатаму има и определени други прегледи, меѓутоа кога зборуваме за земање на микробиолошки брисеви, се работи за два периоди во текот на бременоста. Прв пат кога се земаат брисеви во текот на бременоста е во првиот триместар, некаде идеално до 12-та гестацијска недела од бременоста. Зошто е одбран овој период? Затоа што кога ќе се земат брисевите за микробиолошко иследување и кога ќе ги добиеме резултатите, идејата е да се започне веднаш некаде после 12-та гестацијска недела со терапија, доколку за тоа има потреба. И вториот период кога се работи исто така за микробиолошко иследување, односно земање брисеви, е периодот некаде околу 34-36 гестацијска недела, што подразбира почеток, односно предпочеток на третиот триместар на бременоста. Веќе кон крајот е, така? Кон крајот и има разлика. Еден тип на брисеви се прават во почетокот на бременоста, другиот тип на брисеви се прават во кон крајот на бременоста, се со одредена цел. Меѓутоа овде би го напоменала не само земањето на микробиолошките брисеви, туку многу е важна клиничката слика, многу е важно гинекологот да направи и вагинален преглед, она од што мислам дека уште голем процент од трудниците. Ама и некако е пренесено и од постарите повозрастните, знаете, посебно и бабите, велат немој да дозволуваш вагинален преглед да ти направи, така? Так, затоа што се плашат дека може да има несакани ефекти. Да, апсолутно погрешно, значи секогаш уште од почетокот на бременоста треба да се направи клинички преглед, односно гинеколошки преглед, за да гинекологот процени дали постојат клинички знаци за инфекција, затоа што и микробиолошките брисеви кои што се земаат, еве и оние што ги споменав на почеток на бременост и на крај на бременост, не може секогаш да бидат 100% точни. Некој многу често се работи и за инфекции кои што не можат да се детектираат со брисеви, меѓутоа има јасни клинички знаци за постоечка инфекција, така да и тоа е состојба која треба да се третира и покрај тоа што микробиолошките брисеви може да бидат негативни. Постои една друга препорака од повеќе светски еминентни здруженија. Тоа повеќе се базира на германска перинатолошка школа уште од 90-тите години, дека секоја трудница во текот на бременоста, од почеток на бременост до крај на бременост, треба да следи киселоста на вагината, односно pH вредноста на вагина. Тоа е многу едноставно мерење на киселоста на вагина со едноставна хартиена лента со индикатор, како оние што се користат во лаборатории за испитување на урина, која што се допира до ѕидот на вагината и се гледа, соодветно се менува бојата на индикаторот, се анализира во однос на една тест скала која што постои на тие препарати наменети точно за таа намена, и доколку се утврди дека се работи за нарушување на pH вредноста, односно намалување на киселоста на вагината, која што во принцип некаде треба да биде околу 4,5 или под 4,5, тоа е сигнификантно, односно аларм дека пациентката треба да се јави кај својот гинеколог и да направи соодветни испитувања. Значи станува збор за една така наречена дисбиоза или нарушување на нормалната флора на вагината, која што доколку не се детектира на време, а представува една состојба на претечка инфекција или прекурзор за инфекции, следната ќе прогредира во така наречена бактериска вагиноза, и доколку и бактериската вагиноза не се детектира и не се третира на време, исто така може да прогредира и да представува практично добра подлога за развој и асцендирање на генитални инфекции кои што ќе се прошират нагоре кон шуплината на матката и може да го нападнат. Ќе си ги предизвикаат потоа последиците кои што и ги споменавте, и она што кон што одиме да се намали бројот на предвремено родени бебиња, но и спонтаните абортуси на почетокот на бременоста, така некогаш може да биде причина инфекција. Точно. И спонтаните абортуси на почеток на бременоста, особено загрижувачки се доцните спонтани абортуси, оние што се јавуваат некаде околу 19-20 гестацијска недела. И постојат пациентки кои што таквата состојба може и да се повторува. Значи, особено скрининг за инфекции е неопходен и апсолутно потребен кај пациентки со докажан ризик. Јас советувам дека тоа треба да се прави кај сите бремени жени, особено со акцент на пациентки со ризик за предвремено породување и ризик за доцен абортус. Така. Секој гинеколог го препорачува тоа како преглед, така, ама некогаш може и трудницата сама да побара, така, ако случајно не е спомнато или... Така, секој гинеколог. И освен овие микробиолошки брисеви што ги спомнавме и клиничкиот наод,
Исто така е апсолутно потребно да се прави еднаш месечно анализа на крвна слика и урина, исто така како една од препораките за тоа и исто така како скрининг за инфекција, односно да се види евентуално постоење на инфекција, односно индиректно покачување на леукоцити во крвната слика или присуство на бактерии во урината. Така. Целта е да се помине бременоста најдобро како што може, така? Да. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве молам, слушам редовно ваша емисија Визита. Меѓутоа, од 2 година навак имаме голем проблем со инсулин. Со набавка на инсулин. Еве и ден денеска се јавуваме, пак нема инсулин. Дали може тоа да некако да се информирате што е работава или емисија да поставите? Ови од нашето здружение. Така, добро, да, ќе имаме тема посебно за тоа, ќе посветиме тема и во Визита, меѓутоа можете и да се јавите во рамките на утринската програма на Здраво Македонија или да исконтактирате со колегите. Еве ќе пренесеме да се разработи тој проблем, да се види за што станува збор и може ли некако да ве информираме и да ви помогнеме. Продолжуваме ние понатаму да си се задржиме на темата за која што ние денеска зборуваме. Добар ден и за следниот гледач. Здраво, добар ден. Добар ден. Се јавува гледачка од Билец. Сакам да ве прашам, јас моментално сум во 10-тата недела од бременоста и на почетокот ми беше откриен во 5-тата недела хепатом и затоа имам примам на терапија од прогестерон до 13-тата недела и вагинални утрогестан. Меѓутоа сега во 9-тата негде недела ми се појави инфекција и на микробиолошките брисови ми се покажа бактерија во породилните канали на ЕНЕ, како се викаше, и моментално примам терапија од амоксиклав и вагинални ампицилин со нистатин. Сега мене ми е прашањето, докторката ми кажа дека е сето тоа во ред, но нели викаат сите дека до третиот месец од бременоста не треба да се прима никакви антибиотици. Да, мислам може да му се наштети нешто на бебето. Тоа ми е прашањето. Добро, ви благодариме за јавувањето. Во секое јавување, ако има потреба дополнително и нешто да прашате, слободно ќе ги прашате гледачите за една покомплетна слика, нели, да се добие. Добро, факт е дека сите гинеколози некако препораките се дека е пожелно да се избегнуваат лекови во текот на првиот триместар, затоа што тоа е периодот кога се формираат органите на плодот, односно периодот на органогенеза. Меѓутоа, секогаш кога имаме јасни знаци за инфекција, секогаш треба да направиме добро проценка за тоа дали е подобро да се даде терапија или да се остави пациентката без терапија. Значи, секогаш треба да се направи анализа на кост-бенефит. Што е попаметно да се направи? Од друга страна, постојат многу несоодветни сваќања и заблуди во однос на употребата на лекови во тек на бременост. Фактите говорат дека лековите во прв триместар, доколку се употребуваат, најчесто имаат ефект на се или ништо. Се смета, што значи тоа? Дека или комплетно ќе ја уништат бременоста, или ништо понатаму нема да се случи. Има голема палета на лекови, кои што се смета дека се безбедни во бременост. Факт е дека лековите не се испитуваат на бремени жени, меѓутоа индиректно се донесуваат податоци, односно препораки врз база на студии направени на животни или на останатата популација на нетрудни жени. Така да, кога се работи за јасна инфекција, и некогаш е подобро да се даде терапија, отколку да се остави за уште недела-две, кога се смета дека тоа би имало многу подобар ефект. Исто така, во однос на користењето на лекови и нивната токсичност како причина за конгенитални аномалии, студиите покажале дека само околу 4% од конгениталните аномалии се резултат на токсичниот ефект на лекови. Така да, секогаш и гинекологот е важно да го одбере соодветниот лек за соодветна состојба, така да има огромна палета за лекови и за топична употреба, за локална употреба и за системска употреба, за кои што се смета дека се безбедни во текот на бременост. И не само што се безбедни, туку дури имаат и позитивен ефект, односно подобро е инфекцијата да се лечи на време, отколку тоа да се остави и да се плашиме од несаканите ефекти на лековите. Така, ако се остави инфекцијата, може да му наштети на плодот. Овде и во овој случај е веројатно избрано најдоброто кое што е за трудницата, нели? Никогаш не би се одбирало нешто што би наштетило, а целта е да се излечи инфекцијата која што се појавила. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, поздрав до вас и до вашата гостинка. Би сакала да прашам за септокока. Пред
пред да се порадам, а се поради во 37 недела, ми покажа брисот дека имам септокока. Ме интересира, сега, јас сум породена точно месец дена и ме интересира кога треба повторно направам бриз за септокока, зашто јас дојам и малце сум исплашена дали уште имам таа бактерија, дали влијае штетно на моето бебе и на доењето. Тоа е моето прашање. Благодарам. Така, токму се начна интересна тема за ова, тоа сакав и да го напоменам, зошто се земаат брисевите околу 34-та до 36-та гестацијска недела, односно пред почетокот на третиот триместар. Во тој период се земаат, предвидено е според упатствата за антенатална грижа, да се земат 3 брисеви, од кои едниот е за културелно испитување на бактерии во вагина, вториот е за културелно испитување на бактерии во грлото на матката и третиот е исклучително за анализа на присуство на група Б стрептокок. Тој се зема од влезот на вагината и околу аналната регија. Зошто е тоа така? Затоа што 1% од жените се носители на група Б стрептокок. Значи, тие го имаат како нормална флора, со овој стрептокок е населено дебелото црево, нормално аналната регија, од аналната регија, онаа регија околу вулвата, односно во близина на вагината. Околу 27 до 30% од прилика се проценките дека од женската популација е носител на оваа група Б стрептокок. Брисевите што ги земаме во овој период не се со цел да се открие причина за инфекција кај мајката, туку да бидеме спремни за во текот на раѓањето, да знаеме дека мајката е носител на група Б стрептокок. Зошто е тоа битно? Затоа што овој стрептокок во текот на раѓањето, при поминувањето на новороденчето низ родилниот канал, има голем ризик новороденчето да се инфицира со оваа бактерија, која што може да биде сериозен причинител и една од најчестите причини за сериозни неонатални сепси, особено кај новороденчиња кои што се пред време родени. Токму затоа е битно гинекологот да ја знае состојбата на мајката. Оваа бактерија кога ќе се открие, не треба веднаш да се третира и не треба да се третира кај мајката затоа што таа е носител и кога би се третирала веднаш после 2 до 3 недели, моментално ќе ја снема бактеријата, меѓутоа после 2 до 3 недели ако се направи бриз, повторно ќе биде позитивна. Суштината на анализирањето на овој ГБС статус, ние го викаме, е да знаеме интрапартум, односно во текот на породувањето, кога мајката ќе дојде за раѓање, веднаш кај неа се дава антибиотска терапија, во текот на раѓањето се има определени шеми за тоа, со цел да се спречи преносот на група Б стрептокок на новороденчето. Исто така е битно да се пренесе информацијата и на педијатарот кој што ќе се грижи за состојбата на новороденчето, за да направи ако има потреба определени испитувања и да се превенира ваквата инфекција. Затоа јас апелирам повторно пациентките да не се плашат кога ќе видат дека се група Б стрептокок позитивни. Тие се носители на тоа ако се третира повторно ќе се појави по 3 до 4 недели, не може да се ерадицира, меѓутоа е битно да се знае да се спречи пренос на новороденчето. Така. Да слушнеме уште едно јавување. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Визита? Да, вклучени сте во емисијата, повелете со прашањето. Едно прашање до докторкава. Имам девојче, 14 годишна, значи е редовно со бело перење. И дали сега треба да ја донесам на гинеколог или може без преглед да се даде терапија? А долг период е со антибиотик, значи година дена уназад има доста примена антибиотик. Добро, доволно е. Така, доволно е, сега ќе слушнете и совет. Секогаш е добро да се направи преглед од гинеколог. Нема многу што да се прави кај девојчиња кои што не раѓале нормално, меѓутоа има соодветни препарати кои што може да се дадат. Јас би советувала, освен тоа што ќе се направи прегледот, апсолутно дека треба да се направи, секогаш кога се даваат антибиотици, да се внесуваат некои препарати што содржат повеќе корисни бактерии, лактобацили, пробиотиците да се внесуваат, така? Да се внесуваат и покрај тоа што звучи малку можеби и смешно дека како ќе стигнат лактобацилите во вагината, меѓутоа фактите говорат дека вагината токму така се населува со корисни бактерии преку дебелото црево.
И совет друг е да користат препарати за интимна нега за таа регија околу вулвата, што содржат млечна киселина или што имаат ниска pH вредност, значи ниска киселост ги има кај нас по продавниците, може тоа да се најде. Со киселост под 4, 3,8, 3,5, значи препарат со млечна киселина, па дури има во продавниците и соодветно приготвени препарати за интимна нега за девојчиња и во тинеџерски период. Апсолутно дека треба да се направи преглед, може ќе треба нешто дополнително да се ординира. Така. Кога ќе се направи разговорот првичниот, ќе се види каков е проблемот и нели гинекологот понатаму проценува како и со што да се продолжи. Доктор Корнелија, како симптоми трудницата забележува ли нешто при присуство на некоја инфекција? Да, редовните прегледи, нели, треба да се прават, ама ако некогаш нешто се пропушти. Така. Освен овие редовни прегледи што ги напоменавме, значи во прв триместар и кон крајот на бременоста, зборувам за микробиолошки брисеви, апсолутно и за клинички преглед. Факт е дека во текот на бременоста вагиналниот исцедок, односно секрецијата може да биде поназначена, поизразена, меѓутоа сепак се работи за секрет кој што нема непријатна миризба, е белузлав, продзирен. Секое отстапување од нормалниот секрет, односно кога би се појавил секрет со непријатен мирис, со жолтеникава, сивкаста боја, било каква промена во секретот, доколку се појави пецкање, печење во интимната регија, болки, непријатност, контракции, некои во текот на денонокието, а отстапуваат од вообичаените појави на контракции, да речем, секогаш треба да се побара совет од гинеколог, кој ќе направи соодветно преглед, проценка и ќе види дали се работи за некакво отстапување од нормала и како и секоја друга промена која што би ја почувствувале, не мора да се чека, нели? Еднаш месечно велиме да се оди на гинеколог, па сите неопходни прегледи се прават, може сето тоа и порано. Секоја промена навреме откриена и навреме дијагностицирана ќе значи, нели, многу поедноставен начин на третман. Од секојдневието и од праксата чести се многу? Чести се инфекциите, релативно често добиваме негативни микробиолошки брисеви, меѓутоа чести се симптомите на инфекции. Релативно честа е бактериската вагиноза, тоа е една состојба која што настанува токму после овој што го споменав дисбаланс на вагиналната флора. Значи вагината е нормално населена со лактобацили, оние корисни бактерии кои што создаваат млечна киселина, водороден пероксид и одржуваат една кисела средина како состојба која што превенира продор на инфекција, сцендирање на инфекции кон грлото на матката и кон шуплината на матката. Многу често може да дојде до нарушување на оваа нормална флора и со полека со зголемување на таа pH вредност, односно нарушување на киселоста, доаѓа до дисбаланс, како резултат на тој дисбаланс на лактобацилите доаѓа до бујање на оние бактерии кои што и нормално ги има во вагината, и доаѓа до една состојба на така наречена бактериска вагиноза или тоа е така наречена анаеробна дисбиоза, кога е зголемена концентрацијата на анаеробни бактерии, нема специфичен еден причинител, тука има повеќе причинители за тоа, некогаш гарднерела, превотела и така натаму, има неколку бактерии кои што чија што концентрација се зголемува за сметка на намалување на концентрацијата на овие корисни млечни бактерии, лактобацили. И доколку таа една специфична состојба која што многу лесно може да се открие клинички, има неколку специфични симптоми, има еден специфичен сивкаст секрет кој што е со непријатна миризба како на мириса на риба, така да има неколку тестови што треба да се направат, меѓу другите и овој едноставен тест на мерење на pH вредноста на вагината, која што и ние го правиме секојдневно во нашите ординации, во нашата болница. Така да релативно честа е оваа состојба на бактериска вагиноза, не е состојба што се пренесува помеѓу партнерите, меѓутоа може и понекогаш да се пренесува од едниот на другиот одредена бактерија, па треба да се направи проценка дали тоа треба да се третира кај двајцата партнери или не. Некогаш едноставно станува збор за така наречен генетски полиморфизам, самата пациентка, жената е склона кон такви инфекции, се прават многу студии веќе и на молекуларно ниво ширум светот да се открие зошто некои жени се поподложни на инфекции, особено во текот на бременост, зошто некои не се. И тоа некои пациентки кои што апсолутно водат хигиена и водат здрав живот, не може да се во секој поглед, ама сепак проблемот си стои. Така, си стои, се повторуваат рецидивантни инфекции, меѓутоа има начин сето тоа да се следи. Тоа е нешто што вака релативно често се среќава, едноставно може да се третира,
и да се следи. И жално би било на денешно време со сите оние можности кои што ни се нудат да оставиме инфекцијата да не биде откриена, да направи некаков проблем понатаму. Терапијата е индивидуална за секоја пациентка во зависност од тоа за каква инфекција станува збор, па и колку време ќе траи самиот третман. Индивидуална е терапијата, некогаш е потребно само локално да се аплицираат средства наменети, односно лекови наменети за таквата проблематика. Некогаш треба и системски да се дадат антибиотици, така да индивидуално гинекологот треба да направи проценка за секоја пациентка поединечно. Би ги напоменала и уринарните инфекции и особено асимптоматската бактериурија, единствена состојба во текот на животот, ќе речем условно, кога треба да се третира и асимптоматска бактериурија е бременоста. Значи, доколку откриеме инфекција, доколку откриеме причинител за инфекција, некој микроорганизам во анализа на урина, тоа е индикација за антибиотски третман во тек на бремено, затоа што уринарниот тракт и гениталниот тракт тие имаат исто потекло и се многу интимно, блиско еден до друг и многу лесно може да дојде до пренос на инфекција од уринарниот тракт во гениталниот тракт и обратно. Така да секогаш кога ќе детектираме инфекции во гениталниот тракт, треба да помислиме и на уринарниот тракт, затоа што можеби треба да се даде и системска терапија за да комплетно се ерадицира. И матката притиска на бешиката, нели, некако во тој период блиску се, така, да. Во секој случај корисни совети, оние кои што досега можеби и не направиле трудници ќе го направат тоа, иако верувам дека односно сум сигурна дека сите многу внимаваат, ги имаат и многуте информации на располагање, па се советуваат меѓу себе и самите трудници и дека секогаш се во најдобар ред треба да помине. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. На телефон гледачка од Тетово. Вака ме интересира, пред една недела, значи јас се породив во 29-та недела, бидејќи имав покачен крвен притисок од 170 со 120. Сега ме интересира, значи јас секој месец идев на редовни прегледи, правев брисеви, крвни слики и во ниеден момент мојот гинеколог не ми рече дека нешто со мене не е во ред. Меѓутоа, кога во 27-та недела почна да ми се качува крвниот притисок, кога ме хоспитализира, мене ме открија дека јас имам некоја инфекција. И дека бебето нема доволно кислород во плацентата, нели, дека се гуши и дека сум имала некоја инфекција. Сега ме интересира, откако се породив, дали е можно таа инфекција да е пренесена на моето бебе? Како рековте, во 29-та? Во 29-та недела, да, се породив. Се породивте. Со царски рез, Така. Добро. Да. Овде се работи, благодарам за прашањето. Овде се работи за една друга состојба. Бременоста била завршена поради друга состојба, што не е во контекст со постоење на инфекцијата. Можеби инфекцијата била како случаен наод, претпоставувам. И не секогаш инфекцијата е менлива работа. Можеби денес ништо да нема, по неколку денови кога ќе се направат анализи да има појава. Затоа е битно во текот на бременоста. Може да помине, а така, може и некои незабележано да поминат, зависи. Меѓутоа во случајов се работи за завршување на бременоста како резултат во корист на мајката практично, по тоа што разбрав, значи се работи за покачен крвен притисок, една состојба на така наречено хипертензивно заболување во бременост, која што во голем број случаи може да баре и предвремено завршување на бременоста. Така да, добро е што во текот на бременоста е следено дали има присуство на инфекции. Меѓутоа, причината овде за завршување рано на бременоста е една друга состојба. Така да инфекцијата е веројатно во склоп на некој случај наод, претпоставувам, или нешто што се јавило во тој период. И како податок и информација, овие работи може веќе и на педијатарот, така да се пренесат она што го рековте, нели? Присуството, тоа што е откриено, односно детектираната инфекција, тоа како податок се пренесува на педијатарот, па педијатарот дополнително ќе направи испитувања ако се потребни во врска со бидејќи и стравот кај мајката сега е, нели, дали на бебенцето нешто може да се пренесе или стравот и особено што се работи за недоносено новороденче, 29-та гестацијска седмица, кога се и малку поподложни на инфекција. Меѓутоа, добро е како информација да го има и педијатарот, неонатологот кој што ќе се грижи за здравјето на новороденчето за да превенира несакан исход понатаму. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Најпрво поздрав до гостинката, до докторката. Имам едно прашање. Јас сум мајка на 2 ќерки и имам 50 години. Кај мене
за време на бременостите беше пронајдено дека имам бактерија токсоплазмоза. Сега, тоа се пронајде дури после во 37-та годишна моја возраст, кога останав бремена веќе по 4-ти пат за второто дете, сега живо и здраво, сите тие претходни бременности, првото девојче ми е 24 години и е глуво 100%, значи ми кажа после тоа докторката дека тоа е предизвикано од таа бактерија. Бременост со мртов плод од 2 месеца, бременост со мртов плод од 9 месеца, износено бебе. Дали сето тоа се случува вистина од таа токсоплазмоза бактерија и дали генетски се наследува таа бактерија кај мене веќе керката, големата глувото девојче веќе 24 години, дали треба да се направат некои испитувања, значи пред таа не е омажена, дали може претходно да се испита дали таа е носител исто на таква токсоплазмоза во врска со таа бактерија. Ви благодарам одапред. Ви благодариме ние вам за зајавувањето. Да, можеби за токсоплазмозата и треба и некоја посебна емисија, така? Барали многу објаснување за ова. За Иако како термин не е многу непознат. Токсоплазмозата е една, условно, така да кажам, како инфекција која што најчесто се ја пренесуваат мачките. Обично луѓе што чуваат мачки, кои што се во близина на мачки, почесто кај нив се јавува оваа инфекција. Некои од западните земји препорачуваат сериозни испитувања во текот на бременоста и тоа што подразбира сериозни. Секој месец испитување за токсоплазмоза, како што е случајот во Франција, за да се види пациентката да не се заразила во меѓувреме со овој микроорганизам. Кај нас се советува испитување кај трудниците, не е тоа дел како задолжителен преглед, меѓутоа е пожелно да се направи исто така во почетокот на првиот триместар. Испитувањето оди преку крв, значи серолошка анализа на крв за присуство на токсоплазма. Има многу финеси околу следењето на токсоплазмата, има специфични промени кои што даваат на плодот. Релативно често може да се случи и да се откријат промени на плодот, па врз основа на тоа да заклучиме или да се посомневаме на присуство на токсоплазма, па дури тогаш да испратиме пациентката за испитување. Меѓутоа, испитувањето е многу едноставно. Керката, што спомна гледачката, може да се јави кај својот матичен лекар, кој што ќе ја упати во Институт за јавно здравје или во соодветна лабораторија во нашата болница, во соодветна лабораторија каде што може тоа да се испита од крв, присуство на токсоплазма. И апсолутно дека треба да се следи во бременоста. Може да има многу сериозен несакан исход доколку заразувањето настане во текот на бременоста. И има разграничување, може да дојде инфекцијата да настане во текот на бременоста, може да настапила пред бременоста, меѓутоа има финеси кои што ни помагаат тоа да го разграничиме и има точно начин на следење на бременоста. Понекогаш може би е потребен и прекин на бременост да се направи доколку се откријат сериозни несакани ефекти на плодот, така да таа е една сериозна инфекција на која што треба да се посвети внимание и уште еднаш ќе повторам, некои од западните земји посветуваат сериозно внимание со прегледи еднаш месечно за тоа дали се работи за евентуално инфицирање на мајката со токсоплазма. Советите во сите упатства се базираат на тоа да се води особено хигиена, кога се доаѓа во контакт со животни, со мачки, да се мијат рацете по неколку пати, да се внимава храната да не доаѓа во контакт со овие животни. И тоа би биле препораките што се однесува особено на бременоста. Така, но и еве конкретно и во овој случај ова е еден начин и вид на превенција, нели го одржуваме сопственото здравје, младите така се информираат во каква здравствена состојба се за кога ќе дојде периодот на планирање на семејството, се некако подобро и полесно да оди. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Јавувам да поставам едно прашање. Така, повелете слободно. Јас сум во 30-та недела од бременоста и уште пред да забременам често пати страдав од повторувачки инфекции уринарни со Ешерихија коли. Сега во текот на бременоста ја немам, меѓутоа сега во последните 5-6 дена забележувам како урината добива некоја чудна миризба.
Немам симптоми какви што имав порано кога постоеше инфекција со Ешерихија коли. Редовно еднаш месечно правам уринокултури кои што постојано се стерилни. Така што претпоставам дека во моментов ја нема, повторно ќе направам нова уринокултура. Меѓутоа, миризбата на мокрачата е некако како киселкаста, така поинтензивна. Читав доста за тоа дека во текот на временоста миризбата на урината може да се менува, па чисто ме интересира еден совет од докторката. Инаку само да напоменам дека откако почнав да пијам алкална вода, ситуацијата почна да се стабилизира. И така, значи миризбата од урината исчезна. Последниве 2 дена. Чисто еден совет, така и околу миризбата на урината за време на препорака и совет ќе добиете веднаш. Така, да. Прво тоа е за поздравување што се прават редовно, што пациентката, што жената прави редовни контроли и точно се следи евентуално појава на таа инфекција која што била рецидивантна пред бременост. Што се однесува до урината, урината го менува мирисот и бојата во зависности од исхраната многу често од внесување на некои лекови, внесување на покисела исхрана, например. Така да, најверојатно се работи за такво нешто. Битно е да се исклучи постојање на инфекција. Еве и ова што го спомна гледачката со практикување пиење на алкална вода, може би тоа има некакво влијание, најверојатно, затоа што апсолутно дека и киселоста на урината многу варира, зависно од исхраната која што ја користиме и зависно од тоа дали се внесуваат некои лекови, некои препарати и слично. Така. Оние кои што претходно биле повеќе подложни на инфекции, дали уринарни или кои било други, треба да бидат повнимателни, веројатно вака и случајот и со гледачката што претходно се јави, така? Треба да бидат знаејќи како го поминувала периодот претходно, да Така, треба да бидат повнимателни, да се прават можеби почесто прегледи, да практикуваат ако можат и сами да мерат pH вредност на вагина, односно киселост на вагина, кога се работи за вагинални инфекции, барем на тој начин ако може до одреден степен да се превенира појава на инфекција, кога би забележале нарушување на оваа pH вредност киселост на вагина, да се јават кај својот гинеколог, може да дојдат и во нашите ординации, ние мериме, може да се одреди pH вредноста на вагина, тоа е наједноставниот преглед, а дополнително на тоа може да се направат и други соодветни прегледи ако за тоа има потреба. Но овие промени кои што сега ги чувствува не треба да загрижуваат, така само да си ја следи состојбата. Апсолутно, штом се работи штом редовно се следи состојбата, односно редовно се прави анализа на урина и покажува нема да се пропушти ништо. Не би требало да се пропушти ништо. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, сакам да поставам прашање во врска со токсоплазмозата. Значи, уште пред да останам бремена, открив дека имам во големо количество, но мојот матичен и други доктори не сакаат да ми дадат никаква терапија. Кога останав бремена, значи во 10-та недела ми се прекина бременоста. Претходно викаше мојот матичен доктор дека во 12-та недела ќе треба да ми даде терапија. Значи во тек на бременост, ја што мислам дека е доста ризично се примаат било какви терапии, викаше дека треба да ми даде терапија. Како што настана прекин на бременоста, повторно значи направив испитување, повторно беше присутна и повторно не сакаа да ми дадат терапија. Кажете ми што би можела, како да отстранам таа токсоплазмоза, која што знам дека значи добро сум запознаена, кои би биле последиците и колку е опасна. Така, само останете на линија, треба и нешто дополнително да прашате. Дали завршувањето на која беше причината за прекин на бременоста? Поради токсоплазмозата или друга причина? Во 10 Претходно, значи имаше уште од почетокот на бременоста некое како мало хематомче околу плодот. И ми рекоа дека не е опасно, но треба да се следи. Сега... Ало? Да, ве слушаме. Да, значи имаше тоа мало хематомче и ми кажа дека не е опасно, сега не знам дали е тоа причината или е токсоплазмозата. Ги направи сите испитувања, значи имаше едноставно престанок срцева реакција. Така, добро.
Добро, значи кога се работи за состојба надвор од бременост, за токсоплазмоза јас би ве советувала да се консултирате со инфектолог и тој ќе проложи понатаму со соодветна терапија. Инаку кога се работи за бременост, може токсоплазмата да биде причина за прекин на бременост во прв триместар, доколку тогаш е детектирано дека се работи тогаш за свежа инфекција, затоа што има сериозни причини за фетусот. Така да, ако се открие токсоплазма во прв триместар, во одредени случаи и најчесто може да се советува на пациентката прекин на бременост. Ако е тогаш настаната заразата, инаку не може да очекуваме и брзо да се ќе постојат нормално знаци сега во крвта дека пациентката била заразена од токсоплазмоза, односно оние специфични антитела што се испитуваат и се знак за прележана инфекција. Така да мој совет е апсолутно да се консултирате сега со инфектолог и тој ќе проложи понатаму дали има потреба во моментов од некаква терапија или не, ќе направи проценка. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме. Преврачите во студиото, само едно прашање да го искористиме присуството на докторката. Слободно. Значи, јас сум бремена во 24-та недела. Исто сум дел од пациентките кои што редовно практицираат прегледи препорачани од матичниот гинеколог и правно на Бога сега се е во ред. Сакам да прашам следново. Освен редовните гинеколошки прегледи и вниманието околу нашата интимна хигиена општо во текот на животот, не само во периодот на бременоста, што е вашиот совет во однос на исхраната или да речеме некои посебни течности кои што треба да се внесуваат за да би спречиле евентуална појава на тие некои инфекции кои што знаат да бидат проблематични во текот на целото време, не само во периодот на бременоста. За да спречат појава, да? Зашто да се спречи? Не успеавме да го слушаме. Да речеме, слушнав пред неколку јавувања, една пациентка спомна дека пиела некаква посебна вода, алкална вода, или да речеме, не знам, на што треба да повнимаваме во однос на исхраната, за да не се зголемува или намалува таа вагинална киселост, што да речеме е некаква подлога за инфекција или, не знам, некој совет во однос на исхраната за трудниците или идните мајки. Така. Ќе ви одговориме, ама ќе останете со нас до самиот крај на визита, иако веќе одиме конкретно денешната емисија за да го заокружиме ова денешно гостување со препораките како најдобро да се помине бременоста и во поглед на физичката активност и исхраната и сето она што е важно да го слушнат трудниците. Да слушнеме само уште едно јавување, да видиме дали станува збор за некаков проблем за кој што треба да ви дадеме совет. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден. Повелете. Јас се извинувам, не сум бремена, јас имам 54 години. Така. Имам проблем, сум направена точно пред 5 години, хистеректомија. Сега ми се јави на вагината некои клетки неограничени од 5 степен. Сакам докторката да ја прашам, кај да ја најдам, без во Скопје на клиника, кај докторо Сашо Стојановски. Ми направи типизација. И потоа одреди дека од 5 степен имам клетки. Ми правеше биопсија. Резултатот излезе, не знам на колку илјади клетки, 2 клетки или 3-5 малигни. Сакам да докторка да ја побарам или да ми објасни што се случува со мене. Добро. Доктор Корнелија Трајкова од клиничката болница Аџибадем Систина, ќе можете таму да се јавите, да си закажете преглед, така да се направи барем првично да се почне од некаде па да се види каква е состојбата и што понатаму. Така, апсолутно да. Повелете кога ја одговара на јавувачката, може да се јави во нашата болница да закаже преглед, да се направи преглед и проценка и план за она што треба понатаму. Бараитност това што досега ни го кажа како состојба која што ја има? Не би требало. Меѓутоа треба да се види, да се направи проценка. Така, да. Завршуваме тука со јавувањата на гледачите и сега ќе одговориме и на прашањето на претходната гледачка, но и комплетно за сите кои што денеска не следат. Како најдобро да се помине бременоста, што со физичката активност, што со исхраната и ред други нешта кои што секојдневно ги препорачувате на трудниците што доаѓаат кај вас. Така, најдобро е во текот на целата бременост да се слушаат препораките на гинекологот кој што ја води бременоста. Некои посебни препораки во однос на исхраната јас не би напоменувала, би напоменала дека е важно да биде исхраната добро балансирана, да се внесува нормална, добро балансирана, здрава исхрана.
Освен тоа, согласно препораките на Светска здравствена организација од последниве 2-3 години, треба да се внесуваат суплементи во текот на бременост, во текот на целата бременост, уште од почеток до крај, затоа што тоа е важно за развојот на плодот, за здравјето на мајката, и понатаму за новороденчето, односно за мајките доилки. Така да тоа не е во согласност со оние претходни препораки од пред неколку години, кога се сметаше дека е доволна само здравата исхрана. Не, веќе препораките во последните 3-4 години се дека треба да се внесуваат и суплементи, за тоа ќе се консултираат со твојот гинеколог, да ги прават редовно прегледите кои што се препорачани од гинекологот. Во однос на вагиналното здравје, на гениталната хигиена, една препорака од мене е да се практикуваат средства за интимна нега со ниска pH вредност, со ниска киселост, што содржат млечна киселина. Може да се практикуваат повремено и средства за вагинална употреба кои што содржат млечна киселина. Веќе на пазарот кај нас има и препарати во вид на гелови кои што се аплицираат во вагината и само овозможуваат нормализирање, одржување на нормалната вагинална флора, меѓутоа и со тоа да не се претерува нормално. Да практикуваат здрав живот, да практикуваат умерени прошетки, умерена физичка активност и да се чувствуваат убаво, да уживаат во бременоста. Бременоста е сепак физиолошка состојба, не е болест, да не го сваќаат тоа како болест, како состојба кога треба исклучиво да се мирува, да се лежи, да се одмара, не напротив. Секоја жена треба да ужива во својата бременост, да ја тера бременоста во најдобра состојба. Правејќи го доброто и за себе и за плодот. Така, и за себе и за плодот. А во однос на препораките за здрава бременост, јас би советувала сите што се заинтересирани може да дојдат да ги посетуваат нашите едукативни предавања во нашата болница, што се одржуваат секоја среда од 19 часот. Сите се добре дојдени. Предавањата, едукативните предавања се бесплатни, така да може да учествуваат и да се информираат. Ќе ги разрешат сите дилеми, сите нејасноти кои што нели ги измачуваат, можеби еве во наводници, така, бидејќи трудницата секогаш вели дали го правам најдоброто, дали го правам и за себе и за плодот и дали ќе бидам добра мајка. Тоа е најважното прашање, нели, кога ќе дојде моментот на породувањето. Да. Ви благодарам, доктор Корнелија, што бевте денеска на визита. Ви благодарам и на поканата.